Во рамки на одбележувањето на 8 април, светскиот ден на ромите, во спортската сала на Основното училиште Никола Карев се одржа културно-забавна програма од проектот Инклузија на децата роми во градинките. Во програмата настапија децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Исто така, во организација на Сдруженијето на роми Авена започна и турнир во мал фудбал за учениците од основните училишта. Во рамки на одбележувањето на Денот на ромите, во Паркот на Револуцијата беше организирана изложба на традиционални занаети и јадење на ромската заедница. Исто така, се одржа и културно-уметничка програма, на која настапија фолклорни, музички и ритмички состави од Кочани. Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла иднина е организација чија мисија е насочена кон одржлив развој на ромската заедница преку јакнење на капацитетите на заедницата и промовирање на мерки за масовно вклучување на процесот на донесување на одлуки и креирање на јавни политики. За оваа цел, ние ги користиме сите наши ресурси за афирмирање на демократските процеси, толеранција и добрите меѓуетнички односи за взаемно добро, доверба и благосостојба во ромската заедница. Работиме темелно, тимски и доверливо, секогаш во согласно со потребите на заедницата. Нашето мото е: ние сме создадени од народот и служиме за народот. Во организирањето на активностите по повод Меѓународниот ден на ромите, освен граѓанските здруженија и образовните институции, подршка дава и локалната самоуправа на Кочани. Ме прави многу горд и среќен што денеска имав прилика да видам како се решава и проблемот на вклучувањето на децата од ромска националност во предучилишното образование и секако тој тренд треба да го продолжиме или да го задржиме и да го надоградиме и во училишното образование и во високото образование, се со цел што поголем број од ромската националност биде вклучена покасно и во сите процеси на градењето на нашето заедништво и на една подобра иднина за сите граѓани во општина Кочани. Тоа сум свесен дека нема да биде ни малку лесен и едноставен процес, меѓутоа тука сме да работиме упорно и напорно, изнаоѓајќи разни алатки, разни решенија на секој проблем, се да допринесеме навистина за едно добро заедничко живење. Одбележувањето на 8 април, Меѓународниот ден на ромите, ќе продолжи и в четврток. При тоа, според изготвената програма, се предвидува да бидат представени роми од општината кои имале значајни достигнувања во различни области.